Да, точно е тоа. Во изминатиот период, односно во изминатиот период во кој што како градоначелник Гоце Треновски заедно со владата предводена од ВМРО-ДПМН е еден од најголемите проекти кои што се спроведува на територијата на град Скопје, особено важно за јавниот градски превоз е набавката на новите автобуси. Знаеме дека во периодот на 2011 и 2012 година се набавија најголемиот дел, односно се испорача најголемиот дел од автобусите. Тоа се двокатните и нископодните автобуси. И само додека сме тука би сакал да дадам чисто една компаранција во однос на тоа што значи кога на власт е ВМРО-ДПМН и начинот на кој што владее и ги спроведува проектите со едно претходно време. При работа на една анализа можеме слободно да кажеме дека барем во јавниот градски превоз, бидејќи за тоа сум најповикан во моментов да зборам, набавката на автобуси и осовременувањето на возниот парк се случува исклучиво во период кога ВМРО-ДПМН е на власт. Само за пример ќе кажам дека во периодот од самостојноста на Македонија за прв пат се е случило едно позначено осовременување на возниот парк во 1998 година и во 2000 година кога се набавени 61, односно во 2000 година 20 автобуси. За понатака и се до 2011 година, значи во период од 11 години се набавени вкупно, верували не, само 2 автобуси нови. За во 2011 да имаме испорака на 149, односно 150 нови автобуси и во 2012 да се донабават останатите да се испорачаат 163 нови автобуси. Заедно со ова кој што пред малку го спомнате, со проширувањето на булеварите и осовременувањето на патната инфраструктура во градот Скопје се овозможи еден поинаков пристап во јавниот градски превоз, каде што имаме пуштено многу нови линии, продолжени траси на линии, многу позачестен јавен градски превоз се со цел овозможување на граѓаните подобра услуга. Следствено на тоа, за развој и подобра услуга кон граѓаните, во изминатиот период од неколку години го имплементиравме и новиот систем, АВЛ системот, што значи автоматска локација на возила и она што е многу побитно и за граѓаните како услуга е смарт тикетинг системот, односно електронската наплата во самите автобуси. Овој систем, меѓу другото, ни овозможи да имаме единствен возен ред, нешто што од 1 јануар годинава во нешто што кој ги имплементиравме и приватните превозници и конечно заедно со градот Скопје ставивме ред во така наречениот хаос во градскиот сообраќај кој што владееше многу долго време. Исто така воведовме интегриран тарифен систем, без разлика на целиот отпор кој што се јавуваше и сите оние приказни кои што се пробаа да ни се наметнат во јавноста, системот е одлично прифатен и со гордост можам да кажам дека во овој момент кога збориме имаме над половина милион електронски картички во оптет во користење. Превозот е многу побрз, значи нема чекање автобусите, нема стоење долго време на постојка, со самото тоа автобусите се поредовни, меѓутоа и мора да споменеме еден факт дека значително имаме намалување на загадувањето, бидејќи секој стоење во место на самите автобуси придонесуваат значително зголемување, бидејќи тие стојат и работат во место. Сега значи самото застанување е за неколкократно намалено. Исто така кога збориме за овие два системи е многу битно да се напомени уште два други факти. Тоа е дека во изминатиот период сме имале само 33 продажни места. Тоа значило дека само на 33 локации во градот Скопје граѓаните можеле да отидат и да си купат билет за јавен градски превоз. Во овој момент, исто така со голема доза на сатисфакција можам да кажам дека имаме над 250 места каде што човек може да купи или да надополни електронска картичка, значи е направена достапна за сите, ги имаме буквално во секој мало, во секој населено место, било кој, било кога може да го направи. Истовремено можам и да најавам дека за многу скоро ќе пуштиме веб надополнување во аптек, значи секој граѓанин кој што користи јавен градски превоз ќе може да седне од дома преку интернет да си надополни електронската картичка без при тоа да ги бара каде се овие продажни места. Од друга страна, АВЛ системот, како систем е пред се она што нас ни помага како предпријатие за подобро планирање на сообраќај. Меѓутоа исто така, бидејќи добиваме податоци од локациите на сите автобуси, исто така го правиме преку овој систем многу подостапен целиот јавен превоз за граѓаните. Така да на повеќе од 60 постојки низ целата територија на град Скопје имаме инфодисплеи кои што со точност кажуваат врз основа на GPS податок го кажуваат пристигнувањето на автобусите.
Исто така на секоја постојка можеме преку SMS да се информираме на истиот начин, а во последниот период пуштивме и наша апликација на ЈСП во движење, која што исто така ги дава сите овие потребни податоци. Таа апликација исто така работи и за двете платформи на најкористените телефони, и за Apple, односно iOS, и за Android платформата. Она што исто така е добро да се напомене осовременувањето на автобуските постојки, односно на страшниците. Во изминатите неколку години обновивме над 250 автобуски постојки, минатата година уште дополнителни 50. Истите во овој момент изгледаат максимално модерно, бидејќи истите се брендираат, се ставаат реклами, на дел од нив кои што се наоѓаат во потесното градско подрачје исто така се опремени со LCD монитори кои што се интерактивни и им овозможуваат на нашите корисници еден многу полагоден и подобар начин на транспорт. Во однос на возните редови, во однос на она што се правиме, можам со гордост исто да напоменам дека последните неколку години имаме континуирано зголемување како на километражата, така и на бројот на патници. Така како пример ќе земам 2014 година, каде од 18 милиони километри, во 2016 имаме дојдено безмакло на 19 милиони километри, значи зголемување од речиси 1 милион километри на годишно ниво. Во првиот 6-месечен период од оваа година исто така имаме над 9 милиони километри извозено. Ако се има предвид фактот дека во летните месеци работиме со скратено темпо, значи оваа бројка ќе расте и во иднина. Ланската година завршивме со над 60 милиони превезени патници. Во првиот 6-месечен период од година имаме над 30 милиони патници, таа бројка исто така ќе расте, така да фидбекот е многу позитивен. Гледаме дека се повеќе патници, се повеќе луѓе, се повеќе млади луѓе го користат јавниот градски превоз. Од друга страна, со сите сили се обидуваме да држиме финансиската состојба на претпријатието, значи добра, што исто така придонесува за и понатамошни реинвестиции во развој на самата фирма. Што не беше случај пред 8 години, кога ситуацијата беше многу Ситуацијата беше многу поразлична и ако веќе ги гледаме бројките, од тој период се уште влечеме акумулирани долгови, огромни суми од над 150 милиони денари, евра, од кои што секоја година ни се на некој начин нарушува сликата во однос на финансиското работење, и тоа се надевам дека во следниот период и тоа е нешто на кое што особено ќе се фокусираме и ќе биде уште подобро.